Последиците од ужасниот пожар во Кочани се потешки. Најкритичните се лекуваат во соседните земји, а релативно стабилна е состојбата на повредените кои се хоспитализирани во скопските клиники. Има и потешки случаи кај кои е непредвидлива ситуацијата. 93 пациенти се лекуваат во Скопје, 80 се хоспитализирани во странство. Здравствените власти велат ако се влоши состојбата на некои пациенти кои се лекуваат во државата, итно ќе бидат пренесени во друга земја. Болниците во Италија, Холандија и Белгија од денеска се ставија на располагање. Македонските лекари кои се грижат за пациентите изразија оптимизам, но предупредија дека состојбата на некои пациенти може да се влоши поради природата на нивните повреди, посебно труењето со штетни гасови. Според нив сите пациенти сместени на Карел и во ГОП 8 септември се под контрола, но некои од нив покажале знаци на влошување на состојбата. Од оние повреди кои што пациентите ги имаа кај нас, тоа се најчесто изгореници, и тоа изгореници од втор, па и кај некој од нив и од трет степен, согласно на тоа каде биле изложени на делувањето на пожарот и огнот. Најчесто се распределени на главата и шаките, затоа што предпоставувам кровот е прв кој што се запалил, па лицето и заштитата од она што било како паѓање на огнени јазици веројатно е причина што таму се дистрибуирани. Другиот дел од повредите кој што ја прави сериозноста на клиничката слика поголема се вдишувањата на врел воздух и отровни гасови од согорување на материјалите. До овој момент сите кои што сме процениле дека се ризични и се со потреба за третман во специјализирани центри се навремено испратени и навремено се триажирани, и затоа и го добиваме овој биланс во моментов каде што имаме стабилни пациенти од толку голем број на повреди. Дојдени се неколку екипи од Израел, се дојдени од Белгија, дојдени се од Србија исто така, и уште еден тим мислам дека се спрема да дојде, ама во моментов не сум информиран. По тие што се останати на клиника за токсикологија, 13 пациенти, 4 се уште не сме задоволни до крај од нивната состојба, не е стабилизирана, другите се стабилни. Меѓутоа, бидејќи се работи покрај за изгореници на горните дишни патишта и за акутно тешко труење со штетни гасови, посебно со јаглероден моноксид, очекуваме да има компликации во наредните денови. Добри вести од Анкара. 5 мина пациенти се симнати од респиратори. Им се подобрува здравствената состојба. Стабилни се и сите 5 пациенти примени во болниците во Солун. Состојбата на 14 повредени кои се лекуваат во Бугарија и натаму е сериозна. Здравствените власти се во преговори со Австрија, Шведска, Холандија, Хрватска, Норвешка и со Словенија. И за краток период ќе се знае по колку пациенти ќе може да се испратат во нивните центри. Купно 76 пациенти кои што се транспортирани во странските клиники. Последни се транспортирани ноќеска во Хрватска 2, во Атина 3, во Виена 2 пациента и во Словенија 2 пациенти. Неколку дена по ужасниот пожар во Кочанската дискотека се зголемува бројот на повредените луѓе како последица од дишувањето на врелиот и токсичниот воздух. Директорот на Фондот за здравство Клековски откри дека медицински тим од Британија ќе подготвува рехабилитација за пациентите кога ќе почнат да се враќаат од странство. Морам да одадам признание на целиот македонско здравство со сите критики на состојбите во него, дека бројката веќе надминува, мислам, 160-170 хоспитализирани со 16 хоспитализирани во приватните болници. Значи, во најкраток можен рок, во 24 сата се сите згрижени, сите се постапени соодветно. Доказ на тоа е дека успешно направивме транспорти над 70 пациенти кои стигна живи и стабилни иако дел од нив во критична состојба. Завршена обдукцијата на сите починати во пожарот во Кочани. Вкупно повредени се 196 луѓе, од кои 20 се деца.